Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. САД и Македонија вчера во Пентагон ги коваа идните насоки на стратешко партнерство во одбраната. Министерот за одбрана Фатмир Бесими во разговор за Гласот на Америка на македонски открива и што на другите средби во Вашингтон било кажано за придонесот на Македонија во меѓународните мисии и членството во НАТО. Со него разговараше Јане Боаџиевски. Консултациите се фокусирале на три нивоа: билатерално за идните насоки на стратешкото партнерство, поддршката на Соединетите Американски држави во делот на планирање и модернизација, како и во делот на старата опрема, оценка на вредноста на капацитети што ги имаме во делот на одбраната во Република Македонија, работи што ние ги планираме и се дел од исполнување на стандардите на НАТО што Република Македонија ги прави. Станало збори како Криволак со инвестициона помош да стане регионален центар за обука. На ниво на НАТО разговаравме за концептот на Smart Defense, која ќе биде една од темите на НАТО алијансата во самитот во Чикаго, како и можноста за земјите како што е Република Македонија, останатите земји аспиранти и земјите членки на НАТО, помалите држави да се вклучат во проектите на Smart Defense. А на регионален план Република Македонија се појави како една можност ние да бидеме како лидери во организација на ваква работна група за Smart Defense за земјите од регионот со конкретни проекти да ги изголемиме капацитетите регионални за придонес во меѓународните мировни мисии. Бесимија резумира пораката од средбите со представници на Стейт Департментот и Советот за национална безбедност во контекст на прашањето земјите и членството во НАТО. Тоа што го слушаме од нивна страна е признание за Република Македонија што прави за меѓународни мировни мисии, како и поддршка за членство во НАТО, со укажување дека ова што ние го предлагаме, конструктивноста во овој процес, сепак треба да се усогласи и со Република Грција, за да можеме конечно да станеме и равноправна членка на НАТО. Процесот се уште е отворен и нема некои ветувања дека Македонија ќе добие покана за членство на самитот во Чикаго, вели првиот човек на македонската одбрана, но во тој дел уште работиме, укажуваме на нашиот интерес и придонесот што Република Македонија го прави и нашиот пристап и конструктивно да најдеме решение со која во самитот во Чикаго би се назначило еден чекор понатаму поблиску до членство во НАТО. Од другите вести, овде во САД, вниманието на американците се уште го окупира случајот со убиството на 17-годишниот Трейвон Мартин во Флорида. Нов момент е притворот на неговиот осомничен убиец Џорџ Зимерман. За ова пред другите наслови. Зимерман денес за прв пат ке се појави пред суд по убиството на тинејџерот на 26 февруари во случајот што предизвика национална дебата за расните тензии во САД. Адвокатот на Зимерман вели дека ќе тврди невиност на ова рочиште по обвинението за убиство од втор степен, што е намерно, но без умисла. Специјалниот обвинител Анџела Кори синоќ имаше многу антиципирана пресконференција на која кажа дека јавниот притисок нема да има преседан пред фактите и законот. А тука одбележуваме уште еден судски процес. Соединетите Американски држави го обвинуваат технолошкиот гигант, корпорацијата Apple и издавачи на електронски книги заради наметнување трошоци за потрошувачите во износ од милиони долари со зголемување на цената на нивните купени книги. Американскиот правобранител судскиот процес го образложи со зборовите: електронските книги треба да бидат што е можно подостапни. Образование онлайн е темата на која ќе зборуваме во следниот прилог. Овој начин на учење се повеќе расте и тоа не само на универзитетско ниво, туку и за средно, па дури и основно училиште. Учењето од далечина, како уште се вика, им помогнало на ученици од рурални области да земаат часови што инаку би било невозможно. Но виртуелни училници дојдоа и во Вашингтон, каде учениците во едно јавно училиште учат преку интернет. And I'm so glad you could join me for our online session this morning.
Лавел Волс е на час по математика во подрумот на неговата куќа. Лавел вака учи од 5-годишна возраст. Сега има 11 и е во 5-то оделение. Анита е неговата мајка. Лавел фактички е на ниво на 6-то оделение по математика и 7-то оделение по наука, зашто тоа е она што го интересира. Секогаш бил понапред по тие предмети. Тоа е една од предностите на учењето онлайн. Неговиот распоред е пофлексибилен, така што може да учествува во многу активности. Okay, so you read chapters 1 through 3. Анита Волс го учела дома Лавел и така ќе продолжила, но се израдувала кога разбрала дека јавно училиште во Вашингтон нуди учење преку интернет. Онлайн образованието станува се популарно. К12 е една од најголемите компании што обезбедува се што треба за вакво видно учење. Джеф Квитовски е нејзин подпредседател. In the country, there's over 250,000 students. Во земјата има над 250.000 ученици кои исклучиво вака учат. Сузана Конве е наставничка на Лавел, која пред да се приклучи на К12 предавала во класично училиште. Good work, Lavelle. Thank you. It works very well for students that might have had some difficulty. Ова е добро, особено за деца кои имаат проблеми во училиште, кои не се сноѓаат добро во големи групи или кои страдале од поагресивни деца. Денис Ван Рокел е председател на Националната асоциација за образование. Тој не е ентузијаст за овој вид настава. I think that face-to-face interaction is absolutely essential. Мислам дека ништо не може да го замени лице в лице контактот наставник-ученик, особено во првите години. Анита и многу други родители во САД мислат поинаку. Америка има проблем со оружен криминал. Некои проблемот го лоцираат во пристапноста на илегално оружје. За други, поголемо зло е државата да има целосната контрола. Гледајте утре во Newsflash за аргументите на двете страни. Секој ден во САД гинат по 34 лица од илегално оружје. Треба ли нови закони или спроведување на постојните? Гледајте утре во Newsflash. Тоа е се за денеска. Се надеваме дека и утре ќе бидете со нас, а во секое време нашата веб страница ви е на располагање glasnaamerika.com. И ако се уште не сте, станете ни пријател и на Facebook. Поздрав од мене, јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски од Вашингтон. Пријатна вечер!